Време е за првиот разговор во ова денешно издание на утринската програма на јавниот сервис. Разговорите има која што е најавен уште од самиот почеток на емисијата. Многу проекти, многу активности, се со цел да се задоволат потребите на граѓаните на општина Карпош. Првиот човек на општината го имаме ова утро во студиото 3 на Македонската телевизија. Добро утро, велам за Стефан Богоев, градоначелник на општина Карпош. Добро утро и на вас и на гледачите. Благодарам за поканата и приликата. Имаме многу за говорење, многу за зборување, многу проекти, многу активности. Ќе почнеме од она што е насловено како Мој Карпош, моја картичка или картичка за карпошани. Зашто точно станува збор? Се тоа планира да почне да се реализира од септември. Така, баш како што кажавте и вие, ние покрај Мој Карпош, моја картичка, како наслов на проектот и на картичката, додадовме еден слоган сега на настанот кој што го имавме, со бизнис заедницата, вели добро за бизнисот, повеќе за граѓаните. Зошто го кажавме тоа? Бидејќи оваа картичка општината ќе ја издава како медијатор. Односно, од една страна е бизнисот во општина Карпош кој што работи, дали се тоа кафулиња, ресторани, здравствени ординации, бербери, шивачи, кројачи, фризери, локални продавници, аптеки и слично. Од една страна се тие, од друга страна се граѓаните. Нашата цел беше со оваа картичка да ги споиме, да остане бизнисот во Карпош, односно да се раздвижи економијата на локално ниво, едниве да добијат повеќе муштери и карпошани, кои што ќе ја имаат картичката, тоа се бизнисмените, а другите, граѓаните, да добијат попусти кај овие првите. Сега некој нормално може да праша зошто некој би дал попуст или би дал некоја бенефиција за граѓаните на Карпош. Дури, она што го тврдија нашите тимови, дури и бизнисите кои најдобро функционираат, еве ќе земам за пример ресторан некој, дури и ресторани кои што најдобро функционираат во Карпош, сепак имаат одреден дел од денот кога послабо им оди работата. Тоа е најчесто од 9 часот сабајле до, да речеме, пладне. Така да флексибилен ни е проектот, на ваквите ресторани, угостителски објекти понудивме, кажете вие, кој период од денот, на што давате попусти и слично, така да и тие нема да имаат празни часови во текот на денот без муштери, ќе им дојдат карпошани муштери, и нашите сограѓани ќе имаат можност за попуст. Бидејќи, еве сме во утринска програма, често пати и повозрастните пензионерите не следат, би сакал да истакнам особено за нив. Во картичката Мој Карпош имаме до сега 230 бизниси кои се приклучија. Штом го направивме настанот за промоција на картичката со бизнис заедницата, бизнис доручекот пред некој ден, се пријавија уште нови на моје огромно задоволство. Така да ако треба да одвојам за највозрастните, за пензионерите, имаме ординации за очни прегледи, кои што даваат попусти. Имаме стоматолошки ординации, кои што исто така даваат големи попусти. Имаме книжарници, кои што исто така даваат сериозни попусти на граѓаните на Карпош. Физиотерапевти кои што даваат попусти, аптеки кои што даваат попусти. Тоа е нешто што, за жал, нормално поради годините е нешто што е најкористено од страна на највозрастните, односно од страна на пензионерите. Но она што ми израдува мене на настанот кој што го организиравме за картичката беше една собственичка на автошкола, која исто така е дел од проектот и која вели дека многу баби и дедовци, односно пензионери, во април, мај и јуни, кога се матурите, доаѓаат и уплаќаат часови за внукот или за внуката, сакаат да ги почастат за матура, а и воедно, нели, матурата се поклопува со староста, односно со годините, со периодот кога може да полагате за возачка дозвола. Така да, верувам дека не само највозрастните, не само пензионерите, туку сите ќе може да се пронајдат и што би се рекло народски, на крајот месецот да си направат есап граѓаните, односно математика, колку заштедиле овој месец. Целта е најпрво ова да го регулираме и на веб страна, картичката ќе се дели и во архива во општина и во урбаните заедници, тоа дополнително ќе известиме. Може да ја добие секој граѓанин на општина Карпош над 13 години возраст. Така да, не знам, семејство со две деца од 15 години, мајка и татко, четворицата ќе може да имаат картички и секој независно со својот круг на пријатели, со своето друштво да ја користи. Тука, кај нашите бизнисмени во Карпош, се со цел да си ја размрдаме економијата на локално ниво. Влезени се и многу кафулиња, влезени се многу ресторани, бутици, така да верувам дека ќе биде
одличен начин на заработка преку заштеда за граѓаните и одличен начин за да се зголеми обртот, а со тоа и да биде поуспешен бизнисот на бизнисмените во Карпаш. Многу бенефити и многу придобивки. Меѓу сите оние други активности кои што ги спомена во најавата, општина Карпаш воведува и дежурни служби за одржување на хигиената. Тоа излезе како потреба, бидејќи јас и кога дојдов на функцијата, морам да признам дека општината беше поприлично во хаотична состојба од аспект на хигиената. И еве да не бидам сватен дека политички тоа го говорам, од друга страна ќе кажам дека како цел живот граѓанин на општина Карпаш пред 3 до 4 години хигиената во Карпаш беше на вистина на едно завидно ниво. Општината беше кристално чиста. Меѓутоа, во изминативе последниве 2 до 3 години е паднато поприлично нивото на хигиена. Затоа, иако во тешка ситуација, ние моравме веднаш да реагираме. Вработивме околу 30 на луѓе кои што се грижат за хигиената. Плюс, донесовме одлука, набавивме ново камионче за собирање и подигање на смет. И следствено на тоа, видовме дека уште малку фали за да биде така како што треба, па воведовме и дежурни служби, така да 12 до 13 луѓе во сабота и 12 или 13 луѓе во недела, исто така рамномерно распоредени по урбаните заедници се грижат за хигиената и дополнително чистат. Ова ни беше прв викендов, јас сум горе-доле задоволен од резултатот од викендов кој е постигнат, меѓутоа секогаш може подобро. Ако во наредни 2 до 3 недели не ни ги даде посакуваните резултати, тогаш ги организираме сите на 2 до 3 урбани заедници во сабота, сите во 2 до 3 урбани заедници во недела. Дефинитивно ова ни е приоритет и хигиената ќе ја подигнеме на највисоко ниво. Целта е да достигнеме некое повисоко ниво, за потоа полесно биде само одржувањето, бидејќи е поприлично наталожено и смет и шут и ѓубре, и би сакал да искористам приликава да апелирам до граѓаните, да ги замолам граѓаните да се грижат и тие за својата околина и за својата општина во која што живееме. Неретко, односно многу често би рекол, наоѓаме купишта шут градежен од некој што реновирал дома, честопити наоѓаме фрлен стар мебел, дел од месарниците неодговорно се однесуваат, месо фрлаат расипано во контейнерите и целото тоа навистина ствара една негативна слика и на крајот на криштата ни штети на сите кои што живееме во општината. Општината ќе си ја заврши работата, ќе се ангажира уште повеќе, ако треба и ќе потроши уште повеќе за да ја подигне хигиената на повисоко ниво, меѓутоа мора и граѓаните да бидат свесни да тргне секој од себе, меѓутоа и да ни пријавуваат кога некој од комшиите несовесно се однесува. Тоа е многу важно во контекст на тоа, само ќе додадам да треба и граѓаните, жителите на самата општина да се грижат за своето место, за своето живеалиште. Од сите оние други работи кои што ги има, она што привлекува внимание е и најавата за адреналинскиот парк. Што тоа значи? Звучи многу примамливо во секој случај. Не само што звучи примамливо, ве убедувам дека ако го добиеме грантот за кој што аплициравме, кога ќе го видите паркот, ќе изгледа многу попримамливо отколку кога слушате за адреналинскиот парк. Всушност се работи за проект кој што јас во кампањата го ветив. Тоа е парк од вештачката Карпа и скейт паркот на кеот на Вардар до бунарите Лепенец, паралелно со реката Вардар, подолжина на Вардар. Таму најдовме државно земјиште, земјиште на Република Македонија, таму најдовме D3 намена, тоа е спорт и рекреација и беше идеално. Покрај парк со дополнително зеленило, сакавме и еден дел да оставиме за содржина. Нели, и градскиот парк во едно подалечно време е така конципиран. Има Луна парк, кој што е содржинскиот забавниот дел, и има парк кој што е нели за шетање и рекреација. Така да еден мал дел одлучивме да биде адреналинскиот парк. Тимот од општината, секторот за развој, сработе на вистина одлична работа. Аплициравме за средства за тој адреналински парк. Во прва фаза поминавме како прворангирани, се надевам дека и во втора ќе го добиеме. Вчера имав средба и со Агенција за туризам и тие ни даваат и формална поддршка за и плюс бодови да добиеме, така да верувам дека ќе успееме да се избориме да ги добиеме овие средства кои се во вредност можеби од 1 милион евра, кои што општината ќе ги заштеди, а ќе си добие адреналински парк. Всушност се работи за реконструкција на скейт паркот, реконструкција на вештачката Карпа, меѓутоа и на поставување зиплайн, тоа е спуштање по жица, еден цел дел со качувања по дрва, од дрво на дрво, со безбедносни мрежи по највисоки стандарди. Тука ќе влезе како дополнителна содржина и
песок, фудбал на песок и одбојка на песок, меѓутоа по стандарди светски, за да може да има и меѓународни надпреварувања. Тенис влегува овде, детски парк исто така полуадреналински, бидејќи нели за најмладите не може да биде кој знае колку тоа опасно. Така да се ова ќе даде на вистина еден нов лик не само на Карпош, бидејќи вакво нешто и во Скопје нема, и верувам дека ќе биде една огромна атракција. Дополнително во останатиот дел, кој што да речеме од целата површина која што ја планиравме за парк, адреналинскиот парк би одземал 25%, во останатите 75% планираме да направиме сериозен дел со зеленило, односно нови бели дробови за општината и за градот. Тој дел ќе биде за рекреација, за шетање, со патеки, со клупи, со фонтани за вода пиење, со езерца и со најмногу зеленило за нели да помогне да се справиме и со загадувањето, меѓутоа и да биде една убаво катчи, убав дел во општината во летните периоди да се разгладат граѓаните и да се прошетаат, меѓутоа и во зимските кога имаме загадување да помогне во прочистување воздухот. Вчера добивме една добра идеја од директорот на Агенцијата за туризам, прв пат се сретнавме, тој даде една идеја да се направи тоа како прашумски дел. Прашумски дел подразбира да се кастри и да се чисти се подложина на патеката, а се останато да се остави како што го дала природата. Од животни до растенија, буквално да направиме еден таков полуконтролиран дел во општината, така да јас ги убедувам граѓаните со адреналинскиот парк и со овој дел, дали ќе биде парк класичен, дали прашумски парк, Карпош и градот Скопје ќе добијат нешто што досега воопшто го немало. Од се тоа што го кажавте, нема само карпошани да доаѓаат во паркот, мислам дека сите ние ќе доаѓаме таму и ќе треба да бидете подготвени да ги пречекате сите оние кои што сакат да уживат во она кој што вие ќе го направите. Го споменавте загадувањето, сакат това да биде еден вид на белите дробови на општината. Еден од проблемите за кои што ќе кажат жителите на Карпош е и големиот број на згради кои се изгради. Нормално, тоа е природна реакција на граѓаните кога има еден изминат период на квази-урбанизација. Зошто велам квази-урбанизација? Ние не може да кажеме дека нема да дозволиме на некој приватен собственик на неговото земјиште нешто некогаш да изгради. На крајот на криштата генералниот урбанистички план што носи град Скопје, деталните урбанистички планови, законот и уставот ти даваат право на имот, право да изградиш нешто свое, нешто да направиш. Меѓутоа, јас верувам дека на никој нема да му пречи ниту градба, ниту инвестиции, доколку тоа е организирано на хуман начин. Едноставно не може вие да дозволите да се изгради зграда на 3 метри пред постојачка зграда. Тоа не е хумано ниту за тие што живеат во старата зграда, ниту за тие што треба да се населат во новата. На крајот на криштата ќе створи еден тотален хаос во целата околина. Не е хумано и не е нормално, а нормално е да се очекуваат реакции од граѓаните кога во парковски површини, кои што биле паркови со години, со децении, се вцртуваат градежни парцели за да се градат згради. И сметам дека реакцијата на граѓаните беше токму поради тоа. Не дека граѓаните сметаат дека сега стоп и ништо нема да се прави во општината. Меѓутоа, тоа да се прави на еден организиран, хуман, нормален, човечки начин. Да биде добро и за тој што веќе живее, да биде добро и за тој што треба да живее, и на крај на криштата да биде и естетски и логички добро за општината, односно за општина Карпош. Она што јас го ветив пред граѓаните и во кампањата, го остваруваме и сега. Ги поддржавме иницијативите граѓански пред Уставниот суд, бидејќи Уставниот суд е надлежен Уставниот суд може да укинува или поништува детални урбанистички планови, а општината само ги носи. Поддржавме иницијативи, Уставниот суд досега на наше големо задоволство, да не бидам разбран погрешно од инвеститорите, меѓутоа сепак на наше огромно задоволство укина 3 детални урбанистички планови, се очекува да укине уште еден. Тоа ни отвара можност како општина да носиме на тие локации нови детални урбанистички планови, како што кажав, со сите аспекти на заштита на животна средина, бучава, заштита на постојното население, да може да се развие во општината, меѓутоа тоа да не пречи на останатите граѓани. Укинати се деталните урбанистички планови за Илинденска, за Тафталиџе 1. Тафталиџе 1 беше на вистина, би кажал, урбанистички силувана населба во општина Карпош, така да сега ова ни дава идеална шанса да можеме одново да донесеме детални урбанистички планови кои што ќе бидат
согласно сите начала на хуманото и еколошкото нормално живење. А за жал, од друга страна, морам да констатирам дека и тоа што веќе е направено, е направено и тука е многу потешко да реагираме и да делуваме. Јас таков бев во кампањата, таков продолжувам да бидам и сега, дури на моменти ако треба и брутално искрен, меѓутоа мора да си и кажуваме работите отворено. Што можеме и што ќе направиме, што едноставно не можеме и ни се врзани рацете. Ајде сега да говориме за овој период од годината, за летото, она што ве очекува и културното лето, верувам дека веќе се подготвувате. Так, тоа најчесто се случува крајот на август, почетокот на септември. Сега малку гледаат и граѓаните и годишните времиња се на некој начин поместени, така да се надевам дека и ќе не послужи добро време. Нема да одиме на мегаломанско трошење, туку ќе одиме на прецизна селекција на настани и на артисти кои би ги опфатиле сите целни и старосни групи во општината. Може би и ќе трае пократко од што траело друг пат, меѓутоа гарантирам дека изборот на артисти, на содржини ќе биде прецизно ќе ги таргетира и младите, и нивните родители, и повозрастните, да има содржински за секој да се пронајде и секој барем една вечер од ова лето да си ја помине убаво благодарејќи на општина Карпош и на Карпошово лето. На крајот од овој разговор, што е со кратка најава за сите оние идни активности и проекти кои што ве очекуваат? Па вие ги спомнавте веќе клучните, тоа е картичката Мој Карпош, тоа е адреналинскиот парк кој што е огромен проект. Почнуваме сега со еден од изградба на зелен сквер. Тоа е зелен плоштад кој ќе се наоѓа во населбата Тафталиџе 2 на границата со Нерези на улица Женевска. И нормално сега, знаете, летото е градежна сезона, почнуваме со активности за реконструкција на улици, на тротоари, на паркинзи, бидејќи она што го свативме минатото зиму и есен е дека девастираните паркинг површини или нереконструираните улици предизвикуваат дополнително загадување од аспект на тоа што се преполни со кал и прашина која подоцна автомобилите ја разнесуваат по целите улици, така да сакаме Карпош да биде после оваа градежна сезона општина без кал, а во зимскиот и есенскиот период нели општина без прашина. Така да тие се главните активности кои што почнуваат, тоа е улица реконструкција Карпошово во стание, улица Римска, улица Атинска, улица Даскал Камшче, улица Иван Аговски, улица Козлетри, така да водоводи и канализации во Кривидол, во Момин поток, споредни улички позади училиштето во Бардовци, нови спортски игралишта во училиштата, бидејќи тоа ми беше исто едно од клучните ветувања во предизборието, дека училишните дворови ќе ги претвориме во зони за рекреација, така да во училиштето Јан Амос Коменски, во училиштето Војдан Чернодрински целосно ги реконструираме и реновираме и подлогите на игралиштата и обележување на линиите и кошови, голови, така да младите и граѓаните на Карпош ќе добијат уште едни зони за рекреација, како што веќе добија со двете фитнес зони во Карпош 4 и на кеот на реката Вардар. И исто така, она што е на моје големо задоволство, беше на барање на група на граѓани и во предизборието и сега, тоа се граѓаните кои што имаат домашни миленици, правиме два убави големи паркови за миленици, едниот на кеот на реката Вардар кај Влае, кај игралиштата, кај мостот Обединети нации, а другиот на кеот на реката Вардар до вештачката Карпа, односно делот кај што го збориме за адреналински парк. Така да тој дел ќе добие целина, парк за кучиња, адреналински парк, парк за рекреација, доле има фитнес зона, кеј, патека за ролери, за велосипеди. Така да еви и со паркот за миленици ќе го заокружиме тој дел и ќе биде најубав дел од градот Скопје, тоа ги убедувам и гледачите, и граѓаните на Карпош, и граѓаните на Скопје и Република Македонија. Верувам дека ќе биде така, што туку ни дадовте многу причини и поводи повторно да ве поканиме, како медиум сме тука да информираме за сето она кое што го работите. Богоја ви благодарам за одвоеното време за разговор. Благодарам и на вас, навистина ми беше задоволство и навистина пријатен амбиент и пријатна можност да се каже што се работи. Ви благодарам уште еднаш, одиме ние по